Еве сме во кујната, со Марко коментираме од каде ја познаваме Мартина Трајковска. Од играорно друштво. Да, и се потсетивме на едни преубави времиња, баш тука и во студиото. Облековме, носи јас и може 5-6 години има. Да, па тоа е убав повод Мартина пак да не дојдеш во студио, ако не гледаш во моментов и целиот ансамбл да си направиме една убава забава што се вели тука. Но убаво е што и те имавме можност утрово да те видиме на екран, да споделиме убави информации заедно со тебе и за твоите утрински ритуали. А еве сме во кујната, јас и Марко, некако масава ја поделивме на пола. Ти бустер, јас нешто што ќе ми дојде на памет. Кажав, имам некако проблем со грлото си, нешто така ми оди да правам. Тој знак ми е дека нешто се случува веќе со мојот суво грло. Имун систем. И треба малку да влијаеме да го покренеме имунитетот, нешто што 2-3 пати сме го правеле и е супер лесно, брзо, едноставно, а многу здраво. А Марко што ќе прави, не знам, ќе ни каже, иако мислам дека и тој не знае, така? Да, се што имаше тука во кујна, собра нешто од кујната, од фрижидерот и рече ќе направи нешто. Така, вака. А во меѓувреме имаш нешто да кажеш пред се што ви е потребно за денешниот рецепт. Слоевито уживање како еден мој врст на пудинг, еве така ќе го наречеме. Ајде да видиме. Значи, знаете како велат, ништо не се фрла дома. Во случајот апсолутно леблеби ни остана од вчерашниот ден, какао и кокосово брашно, малку мелено ленено семе. Знам дека некои од нутриционистите ни замеруваат, меѓутоа многу малку ќе додадеме овесни снегулки, малку путер, сојно млеко кое што изобилува барем од оние можеби голема едиција имаме нели на млека. Сојното поради тоа што изобилува со протеин, ќе ставиме малку мед, ова ќе го помешаме. Тоа е твојот рецепт. Какао, мед, горичка, така беше ставаше. Какао и мед за толку. Ете тоа. Тоа ви е потребно се. А можеби ќе додадам кокосово. А можеби и таму уште нешто што има. Но ќе видиме, не се сомневаме, знаете дека Марко е исклучително добар во кујната, така што ќе биде нешто интересно. А она што е интересно и што сакаме да го споделиме со вас е ова утро се будиме со Дино и Мери. Па тоа е семејството кое што ние го сакаме од сето срце. Добро утро до тебе и поздрав до тебе и твоето семејство. Како си ни утрова? Дино, добро утро, пријателе. Добро утро, драги луѓе. Многу рано сте во кујна. Многу рано. Собрски. Собрски, Дино. Што се мора, не е тешко, како велат. Ти кога влегуваш во кујна? Кое време, ако ова е за тебе многу рано? Па исто со вас, во исто време од прилike. Во исто време. Со тоа што често пати овие работи кои што ги правите сега, знаеме со Диана да си ги спремиме малку однапред, да речеме вечерто представување, некогаш тоа ни е полесно, нели, за да уштедиме малку на време на утро, затоа што веќе рано тргнува денот и смешна анекдота ми се случи. Да, со еден сосед можам да го поздравам денес, мојот сосед Орце еднаш ме виде ова време во ходниците од зградата, спремајќи си, ми вика, чекај, па нели сте вие уметници, кај си ти сега буден ова време, што правиш? Нели вие спиете до покасно, станувате покасно и така. Дино, дали е Диана пробудена веќе или? Сигурно. Таму некаде нешто прави, да. Да испратиш многу голем поздрав, ако случајно вака можеби се намами да дојде помини замени да си ја поздравиме. Како и да, инаку вчера те поздравивме, ние го будевме нашиот исклучителен тенор Михајло, кој што чинам дека и минатата година најавивте, имавте некакви можеби проекти заедно, рацинови среди, чинам дека беше тоа можеби и баш те поздравивме телевизиски, да знаеш. Многу ми е драго, благодарам. Значи, убави гости сте имали. Убави гости. Оваа седмица се баш така, некако културни работници. Дино, како вообичаено ти започнува утрото или денот? Кога стануваш, кога се будиш, дали е тоа некое природно будење или исклучиво со аларм? И кои се утринските ритуали? Како сакаш да ти започне денот? Сакаш или преферираш веднаш да е тоа со кафе, не сакаш да е кафе на гладен стомак или празен стомак, како се вели. Ајде малку опиши ни како изгледа утрото во семејството и Мери. Па во принцип рано почнува, вака особено откако малечката веќе е во училиште и тие некои утрински ритуали, да речам, од тој дел малку ни се променија во однос на порано. Но и навикнати сме доста рано да го почнуваме денот секако.
Дали тоа што порано е во некои многу рани утрински часови патуваш, трчаш авиони, аеродроми, хотели и така натаму, и веројатно и тоа создал некој систем на дисциплина кај што многу не се прашуваш кога треба да станеш, само стануваш и одиш. Меѓутоа, наутро мене лично ми е потребна тишина, потребен ми е мирот наутро, затоа што кога ќе трнат обврските, кога ќе трне денот, нели веќе сме сите во акција. Да, така. Сакам да тогаш влезам. нема стој. Па да, сакам да влезам од позиција на мир во тоа. Баш како што завршува денот, сакам така еден мир. Да. Нормално утринско кафе ми е број еден, да речем, ритуал. Нели? И па тек потоа, да речеме, некаков доручек, обично не е многу обилен, не сум човек кој што наутро може многу да јаде. Таму некаде подоцна, откако веќе ќе трне денот, ќе почувствувам нека сум во некакво движење, да речеме, дури тогаш можам да појадувам. Тој момент благодарам, еве, видите како ме Браво за Дијана. На здравје во нека ти е. домот. Каде ми е кафето? Сакав да му наздравам. Еве ти, Цеце На ти е. здравје, Дино. Инаку Марко не е кафе пијач од пред неколку години. Така што некако поделени сме во тимот кој е во тимот на Ивана и Цеце со пиење полна шолја кафе, а кој е во тимот на Марко. Инаку да ти кажам, има и се повеќе такви луѓе кои што едноставно се одлучуваат. Се одлучуваат, Со тоа што ја никој пат да му не сум кажат бил- збогум на кафето. Јас единствено мислам дека пропив можеби пред години со нив, ама да не сум конзумент. Ама еве затоа имаме различни субститути, едино кои што ќе ги замениме со Секако, алтернатива има за секој кој што бара. Тоа е така. Јас почнав со кафето, да речем, повеќе од како станав родител. Тоа тие непроспани први ноќи. Тука лежи. Јасно ми е. Зајакот што се вижда. Зајакот, да. Да, како да се издржи денот кога очите ти паѓаат, како на Точно. Томи Джери која си ги држи со чечкалици. Чечкалици. Баш тоа. Да, и Баш што тоа. помага? Кафето помага. Дино, инаку како ќе се ја оцениш годинава со оглед на тоа дека практично вчера се потсетивме дека веќе празниците ни се ближат, го трошиме веќе и овие неколку дена од ноември. Така што декември доаѓа, како ќе се ја оцениш годината, дали ќе има некој можеби концерт за до крајот што може да го најавиме и дали си пред се задоволен од таа баш 2024 која што полека ни заминува? Па беше полна со предизвици, можам да кажам. На секое поле, и приватно, и професионално, и секако. Сите предизвици, нели, не градат на еден начин. Да. И не можам да не сум задоволен, бидејќи на крајот на годината излегувам како малку попаметен од почетокот на годината. Не знам колку многу, но доволно за да влезам во новата година со позитивна вака енергија. За мене, да, навистина чудно дека толку брзо се случува тоа, одеднаш ноември, одеднаш декември, завршува годината. Но јас имам уште работа до крајот. Доста настани, веќе практично во недела прва е Дијана со незиниот настап со Софиска филхармонија, незино прво гостување таму со тој престижен оркестар. Јас многу се радувам за тоа. Потоа е моето гостување во Белград со РТС Симфонискиот оркестар, со маестро Александар Којич, Роман Симовиќ и Драган Ѓорѓевиќ. Значи една многу убава екипа, убава комбинација, ќе настапиме во Коларац. И потоа на крај можам да најавам со огромно задоволство проект кој што многу ми е драг на срце, а се вика Недела на Бах, и кој што ќе се одржи од 2 до 7 декември. Прекрасно. Каде што практично во една недела ќе имаме 5 различни настани, од детски работилници до моje предавање на Факултетот за музичка уметност и концертна изведба на едно од најкапиталните дела за пијано на Бах, Голберг варијации, кои што е навистина подвиг за секој еден човек кој што ги работам последниве 4 години точно, едно дело. Така што тоа конечно ќе кулминира една во оваа година, на крајот на годината, и можам да кажам дека сум генерално задоволен од сето тоа.
Да, инаку Дино некаде конкретно во утринско, тука е убаво вака некој дома се седи си праме, баш не е убаво раскошно вака во разговорот. Сега вака кога те слушам си велам баш не е убаво. Си уживаме. Дај Боже вака да ни го одбележува денот на вакви работи да се фокусираме. Некни изборевме околу нели самата туристичка сезона, некои летови кои што ќе се укинат, некои нови што ќе дојдат тека натаму и се потикна прашањето за тоа дека Скопје вистина има една можеби најголемите титули добиено последниве години, а тоа е дека ќе бидеме вистина главен град на културата или Европска престолнина на културата 2028. Верувам дека голем дел од културните работници ќе бидат вклучени, меѓутоа дел од истите твои колеги веќе го можеби забележуваат и стравот за неуспехот. Мислиш дека треба малку повеќе да се фокусираме кон ансамблите културните друштва да бидат внесени во самите процеси на креирање можеби на самата агенда за Европската престолнина која што здраве Боже да 3 години и би требало нели да имаме да бидеме домакини бидејќи досега не знам дека некој можеби во историјата го загубил како мандат истото. И знам дека голем дел од твоите колеги го изразија малку и незадоволството на политиката и градот Скопје како во моментот дека се уште не е ангажиран, не функционира добро, па самото и министерство можеби нели во моментот. Иако нели се случи промена на нели форма на политичари и така натаму, на министри, кој е твоето мислење околу целиот процес? Па не знам доволно, но она што го знам е во принцип би требало да сакаме како град да го прикажеме најдоброто што го имаме, нели? И во поглед на она што го имаме како уметници, и во поглед на она што го имаме како своја индивидуална и колективна култура. Како некој кој што е успешен, еве да кажам скромно во она што го работам, не сум бил досега и исконтактиран од страна на било кој во однос на таа убава ситуација на градот, кој што можеби не е време за тоа, можеби не знам, не е во план да учествува. Така што не можам баш да кажам директно, но секако би било убаво еднаш за секогаш да се надминат сите тие некои ниски страсти или да кажеме политички влијанија во делот на културата, кој што не смее да ги има. Значи, треба да има повеќе култура во политиката, а помалку политика во културата. Тоа дефинитивно. Политика не треба да има во многу мене би било чест да го представам градот на било кој начин, но не сум само јас, има многу млади уметници кои што и како го заслужуваат тоа. И да знаете дека проблемот е во суштина во немање на критика, немање на критичка јавност која што ќе ги следи нашите успеси на еден начин и ќе има веќе само по себе некаков си филтр за кога ќе дојде еден тим на луѓе да размислува, да биде запознаен со тоа кој е Дино, кој е овој, кој е тој било, за што да разговараме. И на еден начин, жалосно но вистиното е дека ние многу често не знаеме што е тоа најдобро кај нас, а многу често, уште почесто од тоа што е добро, ни пречи. Многу ни пречи. Така е, Дино. Ајде само пред да те одјавиме и да те препуштиме на овој дождлив ден. Уживаш во дожд вака кога има вакви денови? Да, ево, уживам секако време. Тоа е тоа. Дали си вешт во кујната? Има некоја поетичност. Да, има, апсолутно. Но прашањето ми е дали си вешт во кујната и дали добро се снаоѓаш и дали најчесто појадок ручек знаеш и ти да подготвиш освен Дијана? Па мислам дека сум вешта доволно за да не направам некој меѓународен инцидент во кујната. Ова ти идеја да го викнеме во кујната? Не, онака го кажам, дали сега после кафево ќе појде нешто да си направи за појадок. За појадок? Па рано е, мислам дека сега не, но да, знам, мислам, едноставно на животот заеднички со Дијана и со Гала не има научено дека секој од нас треба да прави по се нешто во одреден момент, да си помагаме еден со друг. Мислам дека готвењето е една баш онака основна функција која што секој човек треба да знае барем доволно. И нешто што го зближува семејството. Така е, обединува. Па секако, апсолутно. И оставаш на крај добар пример на своето дете пред се.
Така е. Дино, ти благодариме од Те срце. батуваме. Со оглед на тоа што сподели дека уживаш во мирот, во мирни утра. Те оставаме. Овој пат имаме и дождливо утро, мислам дека ќе биде посебна медитација за тебе. Така што те оставаме, ти благодариме што утрово ги сподели твоите утрински ритуали и остани да уживаш во овој четврток дождлив, убав, мирен, спокоен. Да биде така и понатака. Ви благодарам многу. Луѓе мои, ве обожавам, ве сакам, ве гледам секогаш најчесто кога можам. Ве поздравувам и ви благодарам на прекрасното друштво. До наредно некој вид. Да. За скоро ќе биде поздрав до семејството кое што целосно онака од сето срце и душа го сакаме и поздрав до Дијана и благодарам, до принцезата дома. Се најдобро.